Грипот е едно од најраспространетите заразни заболувања. Секоја година во епидемиите на сезонски грип заболуваат приближно 20% од светската популација. Не се ретки ни компликациите на грипот кои кај луѓето од ризичните групи често завршуваат и со смртен исход. Од тие причини Светската здравствена организација секоја година препорачува што поголем број на луѓе да се вакцинираат со вакцината против сезонски грип, за да се спречи појава на епидемии и за да се зачуваат што повеќе човечки животи. Значи, вакцината е најдобар и најефикасен начин за превенција од грипот. Вакцината се препорачува за секого. Можат да ја примат деца на возраст над 6 месеци, но кај нив до 3 годишна возраст се дава доза половина од дозата за возрастни. Сепак се издвојуваат неколку ризични групи, неколку категории на лица кај кои ризикот од компликации можни од грипот е поголем и кај кои се препорачува пред се вакцината против грип, а тоа се деца и возрастни кои имаат некое хронично заболување, и тоа лица со хронични белодробни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, метаболни нарушувања, пред се диабетичари, потоа лица со нарушување на функцијата на бубрезите, лица со намален имунитет, а во оваа група се бројуваат и лицата постари од 65 години. Покрај овие групи, вакцина се препорачува и за сите лица кои што доаѓаат во близок контакт со лицата од ризичните групи, било да живеат во семејства со нив или пак се грижат за нив. Тоа се пред се здравствените работници и лицата вработени во установите за згрижување на мали деца и на старите, на постарите лица. Инаку, вакцинацијата се препорачува да се отпочне уште на почеток на... Во соседи? Ај, од Каршија таму. Значи, се препорачува со вакцинација да се започне на почеток на есента, иако во последниве години кај нас епидемиите на грип се случуваат кон крајот на зимата, меѓутоа се случува вирусот на грип да изненади и да се појави во било кое време, значи уште многу порано. Исто така, од давање на вакцината до создавање на имунитет, односно заштита, потребно е да поминат најмалку 2 до 3 недели. Значи, од овие причини се препорачува со вакцинација против грип да се започне во текот на есенските месеци. Вакцините кои што денес се применуваат се доста безбедни и сигурни, се употребуваат долго години наназад и во нивното производство се применуваат најсовремени фармакотехнолошки постапки. Значи, компликациите од вакцините, несаканите реакции се релативно малку на број и се многу лесни, односно благи, најчесто се во вид на локални реакции, односно реакции на местото на убодот, или ако се јават во вид на општи реакции, тоа се благи, во вид на умерено покачена температура, главоболка или болка по мускулите и зглобовите, меѓутоа овие симптоми поминуваат за 1 до 2 дена. А како апсолутна контраиндикација за примање на вакцината е алергија на јајца, алергија на пилешки протеини или претходна преосетливост, односно алергиска реакција на претходно дадена вакцина против грип. Оваа година, значи, Центарот за јавно здравје обезбеди 2100 дози на вакцини против грип, производство се на холандско производство Абот. Препораките на Светската здравствена организација е што поголем број на луѓе да се вакцинираат, така и ризичните групи, значи се препорачува опфатот со вакцинација да изнесува дури 75%. Значи, за да се спречи појава на епидемија од поголеми размери, секако дека опфатот со вакцина треба да биде многу поголем. Меѓутоа, кај нас таа е количината која што вообичаено се дава, се троши. Ако има поголем интерес, тогаш Центарот за јавно здравје ќе се потрудиме да обезбедиме по дополнителни количини на вакцина. Заштитата од оваа вакцина трае кратко,
меѓу 6 и 12 месеци и затоа препорачливо е секоја година да се вакцинираат лицата кои што треба да се вакцинираат со оваа вакцина. Причина за вакцинирање секоја година не е само тоа што имунитетот трае кратко време, туку и самиот вирус на грип, значи од сезона во сезона трпи промени, односно мутации, така да секоја сезона имаме ние видоизменети соеви на вирусот. На крајот на секоја сезона се врши изолација на вирусите кои што се во циркулација и токму од тие вируси кои што се изолираат на крајот на сезоната се подготвува вакцината за наредната сезона. Значи во пролетта 2015 година изолиран е сојот на вирусот кој што го содржи оваа вакцина за сезоната 2015-2016. Овогодинешната вакцина содржи два типа од вирусот А, AH1N1 и AH3N2 и содржи тип на вирусот Б. Претежно се вакцинира постарата популација, меѓутоа имаме и помлади од 65 години, па имаме и секоја година и деца. Вакцинираме, значи, и деца. Пред се деца кои што имаат хронични белодробни заболувања, да кажеме астма, хроничен бронхитис, деца со цистична фиброза. Има и возрастни деца кои што се вакцинираат, значи без да имаат некоја посебна индикација за вакцинација, единствено само за да се заштитат од грип. Значи се повеќе расте совеста за корисноста од оваа вакцина и се е поголем интересот. И мислам дека се повеќе се надминуваат оние заблуди кои што беа наметнати од страна на антивакциналните кампањи, кои што нудат некои нерационални објаснувања во врска со вакцините воопшто. Вакцината против грип, долгогодишното искуство покажа дека е една од најбезбедните вакцини.